Центарот за развој на Пелагониско-планскиот регион денеска на средбата со новинарите информираше за нивната досегашна работа на проекти на кои се работил во 2011 година, како и на тоа на што ќе се фокусираат во оваа 2012 година. Би сакала посебно да напоменам дека минатата година започнавме стратешки проекти кои што се повеќе годишни, дел од нив беа едногодишни и ги завршивме. Значи, во 2011 започнавме со еден многу голем и многу значаен проект, а тоа е зоолошката градина во Битола и она што би значило создавање предуслови за нејзина комплетна реконструкција. Она што Центарот за развој го направи е изработка на комплетна техничка документација со средства од Бирото за регионален развој. Направени се вкупно 26 основни проекти и проекти за придружна основна инфраструктура, бидејќи знаете дека зоолошката градина е во еден процес отпочнат пред неколку години од страна на општина Битола за целосна трансформација на земјиштето и легализација на објектот. Имено по донесувањето на ДУП-от за Тумбекафе се создадоа услови да се креира оваа техничка документација и сега практично се наоѓаме на прагот на реализација на таа техничка документација. Во оваа година Центарот ќе се фокусира во изнаоѓање на финансиски средства за реализирање на започнатото. Изработен е предлог проект за прекограничната соработка со Република Албанија за изградба на едукативен центар. Зошто едукативен центар? Бидејќи паралелно со изработката на техничката документација, Центарот успеа со средства повторно од Бирото да изработи едукативна програма за зоолошката градина, која ќе ги врати училишните часови во овој едукативен центар и децата ќе можат преку практична настава да на некој начин имаат можност во својот крај, но и во својот регион, сепак покриваме 9 општини, да го видат она што можат да го најдат во учебниците. Паралелно на овие работи ќе се работи и на маркетинг на сработеното, во кој е вклучена и невладината биосфера со своите човечки ресурси и знаења, а што ќе помогнат во поквалитетно извршување на предвиденото. Емилија Геровска, директор на овој центар, денеска се задржи и на вториот по значење проект за нив, за кој е добиен благослов и од Македонската православна црква. Проект кој што исто така ќе има завршница во 2012-та, се реализира во 2011-та, е проектот за поврзување на манастирите и црквите на Баба Планина меѓу општина Битола и општина Ресен и ставање и нивно претворање во туристички производ, во една туристичка понуда. Станува збор за едно огромно богатство кое што го има Баба Планина и кое што е лоцирано и во селата надвор од опфатот на Националниот парк Пелистер, а се по линијата на Преспанското езеро и во подножјето на Баба Планина на битолска страна. За нас е исклучително важно и многу го цениме тоа што Македонската православна црква даде благослов за овој проект да се реализира на ваков начин. И исто стручни лица од црквата изврши рецензија на производите на проектот, односно на каталогот и мапите, се со цел да нашето духовно богатство се презентира во согласност со традицијата и правилата на Македонската православна црква. Центарот во текот на минатата година овозможи реализација на проект за набавка на хлорна станица во општина Долнини и Кривогаштани, набавка на современа опрема за противпожарна служба во Прилеп, изработка на техничка документација на општина Долнини и Кривогаштани, за да може да се аплицира на други проекти кои им се важни на овие општини, потоа техничка документација за сточен пазар во Кривогаштани. Како што беше денес речено, овој центар секоја недела ќе известува за она што го работат и она што ќе следи во нивната програма за работа.